програми наменети за целата публика. Нова емисија на Комплетно нова, а во неа нова задача за екипата на Комплетно нова, нова трансформација, нови желби, нови изненадувања и нова местенка. Да, токму така, и во оваа епизода продолжуваме со местенките. Нашата нова задача е трансформација на 22 годишната Ивана од Скопје. Но Ивана не може ни да замисли каков ден ја очекува. Па нормално, кога не ни знае дека веќе е дел од нашата емисија. Во Комплетно нова ја пријави нејзината мајка, која сака да ја приреди изненадување за роден денот што следува. Се наоѓам во предворието на една скопска печатница, од каде што ќе ја соберам мојата следна учесничка, се вика Ивана. Ивана утре слави роден ден и ние за да не го окупираме денот, а сепак да ја приредиме едно убаво изненадување, ќе ја собираме денеска и ќе ја разубавиме нејзе. Тука се наоѓам со нејзината мајка, која што ја пријави. И кажете ми сега, Иванче не знае ништо за целава ситуација. Знае дека евентуално некогаш би можела да ја пријави. Знае да ја приредам некој изненадување уствари, али секогаш било нешто спонтано што она уопште не очекувала нешто да. И како реагира на тие изненадувања? Обично е изненадена, после кога ќе дојдеме дома знае да коментира. Па добро, уствари, значи ова и нема да биде многу големо изненадување, затоа што секогаш имало изненадување, очекува нешто да направите. Да, ама не вакво, мислам, она е, она си е по тој таков тип што, ето, по модата. Така, значи супер, баш убаво, ќе се согласуваме. Добро, значи, освен за роденденот, има ли некоја причина преди која што ја пријавивте? Да речеме, сакате некоја промена во врска со нејзина? Па сакав мала промена, она, например, има дугачка коса, не ја шиша, не ни сака да ја шиша. Тешка за одржување? Не е тешка за одржување, него такво е работното место што она треба да има промени, али фала Богу, косата не се шиша, мислам. Али она е млада. И треба некој, и стои, меѓутоа и треба некое упатство за нешто ново. Океј, и па тогаш ајде вие водете на попатот за да ја најдете. Местенките се доста интересни во Комплетно нова. Овој пат нашата мама местач не носи на работното место на Ивана, за да ја изненадиме и соопштиме каков ден ја чека. Мама организира се, дури и овозможи слободен ден на својата керка. А Ивана на вистина е премногу изненадена и збунета, па ваква реакција не сме имале досега. Но едно е премногу јасно, дека е ова дело само на мама. Дојди, да се запознаеме. Јас сум Јана. Ивана. Ова е мојата екипа од Комплетно нова, со која што ќе се дружиш денеска цел ден. Добро. Мислам дека мене ми гледа. Ама, слушај сега, значи мајка ти е многу вознемирана, јас кога што можам да приметам, и сега ти мораш да бидеш цврстата тука и да ја утешиш дека не ти е страх и дека немаш трема. Тоа само она може да го направи, да не ќе направи некој друг нешто вакво. А имаш слободен ден од работа и посветен на разбавување, што се жалиш? Нема? Може. Ајде. Спунета, но го прифати нашиот предлог за еден ден. Еден убав поминат ден во убава дружба и промени. Следете не! Ево сега, првата возбуда помина? Па не. Ништо држи. Добре, изгледаш посмирено. Па да се доваѓа тоа. А што е големата паника? Јас тоа никако не можам да го разберам. Па не е паника, тоа е моментот, значи искачаш камери, нешто се појавуваат луѓе, не знаеш, не познаат. Тоа е моментот. Непознати. Тоа се значи нашите мајки криви што не учат да не разговараме со непознати луѓе. Добро. Ние сега си почекаме малце тука Глобал такси да дојде, ние обично се брзи. И таму во колата всушност ќе си го направиме најголемиот муавет, да ни раскажеш нешто за сама себе. А сега сакам да те прашам, колку години имаш? Па, утре 22. Утре, знаеш дека ова е всушност изненадување за да ти го збогатиме во денот.
Можеш тоа- ја тоа- поставиш. Мајка ми. Се можам да очекувам од неј. Добро. И веќе си вработена и како се чувствуваш по тоа прашање? Одлично. Мислам, мене ми е супер. За 20 години одлично. Почната кариера, супер, Да. ама вака кога неочекувано ќе дојде слободен ден, Тоа е најдобриот ден. Цела недела. ема готово, значи нема зашто да да се вознемируваш. Добре, ева го таксито. Екипата на Комплетно нова, пред нов предизвик, нова задача, комплетна трансформација на стилот на оваа девојка по име Ивана. И тоа само за еден ден. Имаме многу задачи за реализирање, па да започнеме. Оваа трансформација започнуваме со остварување на нашата прва задача, изборот на гардероба. За таа цел одиме во модното ателје Алшар, а тотаму безбедно и навремено со нашите пријатели од такси компанијата Глобал. А дали твојата работа не се захтева одреден податок на процес? Па да, со оглед на тоа дека работиме целодневно со странки, со луѓе и нормално е. Ја бидејќи работам како секретарка во оваа фирма, нормално е да Ивана обожува да биде дотерана, а за на работа постои дрес-код, кој треба да се почитува. Мајка и мислам дека го спомна тоа и рече дека сите изгледаме како штрумфови. Но одиме понатаму. Оваа девојка го доби прекарот на скромна девојка со 20 пара штикли, тоа токму од својата мама. Ти каже, вака те опиша како скромна шмизличка. Што значи тоа? И тоа не, тоа ќе треба не се скапам што значи. Значи јас не можам да го објаснам што е скромна шмизличка, не скромна баш. Терано. Јас мислам дека се будна шмизличка, ама не сум баш. Ама не сум. Модното ателје Алшар на познатата дизајнерка Силвија е нашата посакувана дестинација, каде што пристигнавме со поддршка на такси компанијата Глобал. За прв пат, екипата на Комплетно нова во модното ателје Алшар на познатата дизајнерка Силвија, а таму топло добре дојде за нас. Голем избор на прекрасни креации, од кои Елена и Силвија одбра неколку за нашата нова кандидатка. Покрај Силвија таму не пречека и нашата стилистка Елена, која е секогаш на еден чекор пред нас. Браво! Здраво! Сам ме Здраво, Здраво! Силвија. Здраво! Здраво! Силвија. Здраво, Иванче. Како си? Добра. Добра. Океј, така денеска сме во ателјето Алшар. Спремни да избираме нешто значи за тебе, кој што се надам дека ќе ти се допадне. Тука, како што можеме да приметиме, располагаме со црната и црвената боја најмногу. Не знам дали ти се омилени бои, ама ги практикуваш да ги носиш, да. Добра, може да почнеме веднаш. Денеска јас заедно со нашата дизајнерка одбравме 2-3 комбинации за тебе, ќе ги пробаш. Првата креација е свечена долга тоалета, која убаво и прилега и покрај тоа што се потребни корекции. А Ивана вели дека ова е навистина нешто поинакво за незе, бидејќи никогаш не носела долга тоалета. Како за косата, бојата на коса и на тенот? Супер. Има малечка корекција позади, веднаш Да, помете. треба да се стигне, за да Ама- се истакне фигурата малце повеќе да биде, треба да се стигне и да се скрати, зависи од чивите што ќе ги носи. Ама ако се решиме да го одбереме ова инаку, На малце поголемо, сам повеќе тиснење, меѓутоа нема да биде проблем да се скоригира доколку да се допаѓа. имаш ли долги тоалети дома? Не. Немаш? Не. А практикуваш да носиш? Па немам нема, носено до значи. сега. Не си носила до сега? И зошто? Па не знам дали ми стои на висина. Што не сум прилично, што е многу висока, така да Па баш заради тоа треба да ти издолжи. не сум знаела. Добро, еве сега знаеш, не сме затоа. И на повисоки чевли, мислам дека таму Тоа не е скоро окей. рамни. Добро, кrenemo со втората комбинација. Само нека си изротира на малку на оваа страна, како да има огледало и готово. Кога да гледа према тебе, застани ти овдека па да биде поспорно. Застани, не, и тебе да ти онка. Малце си каѓинава на низен, колку ќе се стисне и би било во малце само под Ајде, ајде, ќе ги пробаме. ногата тргне. Сирена. Ајде.
Втората креација е нешто пократко и еднобојно. Ивана пријатно се чувствува во овој модел и убаво и прилега, иако и овде се потребни корекции. Не убаво ми се како стоиш. Само рековме се наш дизајнерка, да, должината ќе ја коригираме, малку пократка да биде, за да ти ја истакне висината. А и за возраста повеќе ќе одговара пократко, да. Многу по-шизичко ќе биде, ќе биде пократкичко. Пријатно се чувствуваш? Да. Да? Да? Пријатно се чувствувам? Да. Добро. Вeste, јас ќе дадам уште една комбинација, тоа е на куклата. Може да ми ја извадите, така? Последната креација која требаше да се проба е нешто сосема поразлично од претходните, поживо и разиграно, нешто карирано. Кога мене ќе ме прашаа како мал, која ти омилена боја, дали знаете која ја кажував? Тиндо сега. Ми направи на копскок. Тиндатели се сам различни. Предизвик за нашата девојка е долгата тоалета, бидејќи никогаш не носела такво нешто, а истото мислење го делат и Елена и Силвија. Првото беше симпатично. Се сеќаш што немам носено долга тоалета до сега. Значи првото најмногу. Второто. Па видиш, за разлика од минатата кандидатка, Иванче знаеше што сака да каже, знаеше точно што ја се свија, бидејќи јас се согласувам, бидејќи одма се фатив прво за долгата тоалета и баш заради тоа ја запрашав дали има нешто такво дома во плакарчето, така што... Завршивме една задача, ја трансформиравме скромната шмизличка во елегантна девојка со стил. Ивана доби убав подарок, а ние се заблагодаруваме на Силвија. Одиме да ја збогатиме колекцијата на оваа девојка со уште некој пар на високи подпетици, а и аксесоари. Благодарим уште еднаш на сработката, се гледам. Важи. Ајде, чао. Чао. I know you love stay right, honey. There'll be a feast if you just come upstairs. Say no hanging my door. Со нашите пријатели од такси компанијата Глобал пристигнуваме во градскиот трговски центар, или познато како ГТЦ, каде одиме во посета на Мис Шоп Шус. Браво! Дојдовме ние со новата кандидатка. И го обличена сега. Топло ладно си правиме. Така сега имаме една долга црна со златни детали, тоалета. И треба да се збираме чегличиња. Сега јас би видела на варијанта црна. Да, и се доправија тие лапувањата. 38-та беше исто така, да, и може да бидат и други. Ајде сега да видиме какви стојат по. Огромен избор на обувки за сечи вкус, а Елена за нашата девојка бара салонка на висока подпетица во црна боја. За Ивана одбравме 2 пара на салонки на висока подпетица во црна боја и одлично и прилега. Удобноста пред се, вели и оваа девојка со повеќе од 20 чифта на чевли на висока подпетица. Добро. Ивана, решивме за овие, така? Да. Некако по-сладко, по-таманки се на... удобно. Удобно. Добро. Тоа дека нема да те гледаат премногу, освен ти вака, така што ги покажуваш. Добро, одлично стојат. Добро, ги земаме овие, така? Па конечниот избор падна токму на поудобните. Тоа беше првиот пар на салонки.
ти одбравте од Чевлички, да ти земем уште и да се продолжиме со нашата работа. Здравје, да се работката, да видиме повторно. Ајде, чао. Прекрасен подарок. Оваа девојка си ја зголеми својата колекција на обувки на висока подпетица за уште еден пар. Полека, но сигурно екипата на Комплетно нова си ги остварува своите задачи. Оваа девојка се забавува, а воедно и правиме голема трансформација на нејзиниот стил. Желбата на нејзината мама се оствари, ја изненади својата керка и тоа многу пријатно, само на еден ден пред нејзиниот роден ден. Доколку би сакали вие да изненадите некој или пак да направите некоја промена за себе, не двоумете се и пријавете се за учество во Комплетно нова. Го знаете начинот, но само вие полнолетните. Покрај убавата, долга и елегантна тоалета и прекрасните салонки на висока подпетица, ни е потребен и некој асесоар. Па додека сме во ГТЦ, ги посетивме Мис Спајси асесоари. Огромен избор на асесоари, но на избраната тоалета не е потребен накид, освен некој асесоар за коса, па таков избор направи и нашата Елена. Овој пат Темјанушка избра асесоар за коса во форма на плетенка, кој во потполност би се надополнил со избраната комбинација. Оваа девојка од секогаш посакувала да ја скрати својата коса, но каква промена би направил нашиот стилист Толе? Останува да видиме. Следете ме. The Magical Fragrance by Nina Ricci. Marry Me, le parfum d'une rencontre, de l'envin. The world is beautiful. И стандардно, за промена на фризурата ако посетивме Студио С, а таму со нетрпение и спремен за нов предизвик не пречека нашиот стилист Толе. Добра, види одма се намести, да се седне. Убаво се знае. Немала храброст до сега да ја скрати косата, а би сакала да го направи тоа, значи можеш да размислуваш за драстични промени, ама да не ја кажуваш и не ја гледа во очи директно, затоа што може да ти убеди да не ја ежиш. Тоа. И на друго имаме долга тоалета, црна со златни детали на еден ракав. И јас земав од аксесори с нешто како една претходна кандидатка дали се текнува она што му носеше на главата, само без цветови. Него е златна
како плетенче така. Так, Тенкичко. нешто мора да го вметнам. Да, тоа мора да се вметне и да стои нели намач. Зашто И ми шепна дека сака да биде многу плава. Епа добра. Си е специјалист за плавите. Сите имаат некои жадолки, ќе видиме што може Колку да имаш од нас? работиме. Да, се гледаме. Важи, ајде, поздрав. Откако го запознаа Столе со кандидатката и му дадоа мало објаснување за тоа што е избрано и за каква девојка се работи, Јана и Јелена си заминаа и го оставија Столе да ја заврши својата работа, а веднаш потоа Ивана седна на жешкото столче, спремна за нови промени. Расположена за промени? Да? Големи, драстични? Колку пише? Да? Осам прв пат. Прв пат? Па добро, нормално ќе средиме. Обично се бунам и края. И токму на време. Кога е време за ручек, тука се момците од Доминос Пица со брза достава на највкусните пици во градот, направени од свежи состојки по оригинален американски рецепт. Кој да им одоле, но изгледа има и такви. Тоа сум јас, секогаш затворен во студио и никогаш ниту едно парче Доминос Пица за мене. Но се разбира, на еден му текна. Кој е тој? Па се разбира, ако не ми текне сам на себе да си нарачам Доминос Пица, на никој од мојата екипа нема да му текне, но понатаму продолжуваме. Епа, сега имаме опција да јадеме Доминос Пица или да почнеме првен со работа. Како ви добро? Јас мислам, Да, нестрплива си? Да. Океј, одмек пропозициите се овака. Откако Ивана го одложи ручекот во замена за нова промена на фризурата, Столе ја заврте на спротивната страна од огледалата и започна со работа. Столе се реши за осветлување на косата, па така најнапред направи купка од план со што косата ја осветли и е спремна за нанесување на пигменти. Потоа на власната коса Столе нанесе тонер со што косата доби благо прелевање на боите и убав природен тон. Следуваше миење, а за истото нашиот стилист употреби шампон и маска за боена коса од линијата на Алфа Парф Милано. Оваа девојка многу пати посакала да ја скрати својата коса и направи поголема промена, но не успеала во тоа, па дојде време за остварување на таа желба, да направиме поголема промена со големо скратување на косата. Така нашиот стилист се одлучи за голема промена на должината на косата и направи полна поп фризура во асиметрија на страните и полудолги шишки поради благ волумен на предниот дел. А веднаш потоа следуваше нејзиното обликување. Столе се одлучи за рамно фенирање, за да ја истакна добро степените и бојата да биде посјајна и повпечатлива. Нашиот стилист ја заврши својата работа и овој пат успешно како и секогаш досега. А веднаш потоа пристигнаа Јана и Владо. Не се плаши? Страната ми е позаба. Ти не знаеш и твари. Вау. Ја врески помогнеше да не покажа. И? Добре. Останам да Лично би на него. А ти се немаш видела? Не. Не. Ајде, брата, трябва господар. Ајде, баба. Панки. Иако упатија најразлични коментари, девојкава е нестрплива да се види, па Владо ја заврте кон огледалата, а во нив видовме насмевка и едно задоволно лице.
Што мислиш? Пропагала си или фолклор? Целева нешто, малко кафеава некако. Почнам братиче да Ама добра ми е, озбилно. Не морам јас да станам многу природна како ова е наумна. Сега подобро изгледа. И попаметно. Со или без наочари прекрасно изгледа, а за тоа му заблагодари на столе со преградка. По тоа да ми направам место да се гушка столе. И се свиѓа многу, озбилно. Застани да? Ајде. Застани, ужба се пусне. Е па фама ти? Леле, одлично. Значи те престраши од Добре, чувствување на вкусата. Ке пукне се да се види. Одлично. А ти што помисли ко? Што помисли ко те погледна в така? Боље да не кажувам, свашта. Дечки, се супер Ајде на жминкање. осеќаме тука, ама да побрзавме што денот волте. Уште само малку. Малку Нека веќе нешто почнам да како должи, ден. да? Да, уште малку само секунда. Туј и шампон за боена куца. Победува вака само. Што имаш фризура, еден шампон баш да ви работа со свеќа, знаеш. Така да. За убаво да се грижи за својата коса и да постигне ваков убав изглед и во домашни услови, стои и подари на нашата кандидатка флуид и шампон за боена коса од линијата на Алфа Парк Милано. Идеме да убавим. А веднаш потоа одиме кон остварување на останатите задачи за трансформација. Ова е прекрасен ден за нашата кандидатка. Трансформацијата е веќе при крај, но ваквиот изглед може да биде надополнет и со парфем. Овој пат се работи за тоалетната вода. Нина од линијата на парфеми на Нина Ричи. Од секогаш сум се прашувал дали сето она што се појавува во светот и кореспондира на реалноста. Дволичноста на човекот секогаш е фасцинантна за да биде разврзана. Нина, модерната тоалетна вода на брендот Нина Ричи е баш таков случај. Тешко е да ја одминете во парфимерија, затоа што таа е толку популарна. Дури и шишето во кое е сместен тој воодушевувачки џус беше киднапирано од страна на продуцентите на многу филмови. Припаѓа на модната куќа Нина Ричи, која е основана во Париз, секако од страна на господјата Нина Ричи и нејзиниот единствен син, Роберт Ричи. Кога Нина се пензионирала, нејзиниот син всушност ја водел оваа модна куќа, се до неговата смрт во 88 година. Првиот парфем оваа модна куќа го произведува во 1947 година, а само една година подоцна го лансира La Air de Tams, мирис кој донесе успех на оваа дизајнерска куќа, која гласи за стар парфемски дом. Всушност, подарок во оваа епизода на Комплетно нова е Нина тоалетната вода, креиран како мирис кој треба да потикне една модерна бројка во умот на сите млади жени. Всушност, подарок во оваа епизода на Комплетно нова е Нина тоалетната вода, кој е креиран да потикне една модерна бајка во умот на сите млади жени, кои се во потрага по изненадувањата и живеат во свет преполн со фантазии, во земјата на чудата каде што соништата се облека на реалноста, како што и самата реклама ни кажува, ветува магија, волшебство, полно со шарм и заводливост. Шишето во форма на јаболко навистина е едно од најдрагоцените во последниве години, изработено од прозирно црвено стакло и сребрен метал. Овој модерен мирис од бајките, адресиран на младата публика, е елегантен цветно овошен гурмански мирис, сладок мирис кој го чувствувате кога ќе го засечете овошјето. Композицијата започнува спонтано, како безгрижна среќна насмевка, ноти со свежи цитрусни ноти, лимон и лајм. Сладкото германско срце кое мириса сочно и карамелизирано благодарејќи на зашеќерената јаболка, нотите на бомбоните, пралината и ванилата, кои обкрушуваат со својот раскошен вел од нежниот божур на месечевиот цвет, Moonflower. Во финалниот дел од композицијата, нежно и пријателски ве допираат нотите од јаболка и белиот кедер, додека благите мошусни ноти се прелеваат по кожата и даваат сензибилна и блага топлина.
Оваа тоалетна вода е лансирана во 2006 година. Можете да ја најдете во сите парфимерии во Македонија, во која секако е застапен брендот Нина Ричи, и тоа како тоалетна вода од 30, 50 и 80 милилитри. Последниот дел од трансформацијата секогаш е резервиран за професионалната шминка на Владо и Арт Деко. За таа цел одиме во една од парфимериите на Юник. Се започна со чистење на лицето, а потоа и со нанесување на подлоги. Најнапред подлогата за пудра, а потоа и eyeshadow бейс, хидратантна подлога за сенка која ја продолжува долготрајноста, интензитетот на бојата и сјајот на сенката, и истата ја прави водоотпорна. Потоа следуваше нанесување на коректорот во облик на крем, камуфлаж крем, со кој ги покри кожните несовршености. Владо ја употреби долготрајната безмасна течна пудра Long Lasting Foundation Oil Free од големата палета на пудри на Art Deco, која совршено му одговара на кожата на оваа девојче, а при тоа му дава природен матиран ефект на нејзиното лице. За да добие ефект на мека и кадифена кожа, Владо ја користеше транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder, која е наменета за сите типови на кожа. Поради елегантноста на избраната тоалета за оваа девојка, Владо избра да ја користи сивата боја за сенка, како и незините тонови. Сенките ги избра од големата палета на бои на сенки за очи на Art Deco. Очите ги истакна со користење на водоотпорниот молив за очи од палетата на Art Deco. Вегите ги истакна со молив за веги на Art Deco. Природниот дневен изглед на шминката го постигна со маскарата All-in-One маскара, која дава волумен, ги витка трепките, ги прави поеластични, а визуелно самите трепки изгледаат подолги. И се разбира, устите ги истакна со водоотпорниот молив за уста и Long Lasting Clip Stylo, долготраен кармин со кремаста и лесна текстура. За бојата на карминот Владо е избран нијансата на розовата мат боја од големата палета на бои на Art Deco, која би се надополнила со комплетната шминка. И на крај, додаде природен дневен изглед на лицето со истакнување на образите со руменило, како што јас популарно го викам, здравиенце од палетата на Art Deco. Сум заборил нешто да направам денес. Да си избричеш. Добро, ајде да човекот потекнува од од мајка му и татко му. На моја, да. Од мама? Нели? Ајде. Мајка ми е бричана. Нема потреба да се бричи. Не знам зашто ми расте брат, изгледа на татко ми се пада. Да. Ивана, сакаш да се видиш? Па да. Ама повеќе сакаш да ти ги дадам подаруците. Ај, одлучи се, што сакаш прво да направиш? Многу одлучував денес. Ивана е нестрплива да го види овој изглед. Владо не сакаше да предизвика поголема неизвестност, па и го подаде огледалото. Ќе се научиш како ќе се Кај ти се очалите? Не знам кај го. Очилата, кај се? Во ташна. Нема потреба да ги ставаш, да ги вадиш. Сај си кажи. Ете, тоа е само доварба. Вала нема. Ивана е задоволна и се допаѓа шминката, и тоа со или без наочари. Тоа е тоа. Борам ја. А по вака прекрасната шминка секогаш следуваат подароците. Значи денеска Art Deco подарува еден убав сет за секој ден. Заручавање. Заручавање со 12 особи. Естек. Имаш естек, значи да, устни. За уста, естек за околу устата. Естек имаш за околу очите. Многу добра работа е. Илуминатор го има. Ова е тушич. Отечна состојба, да знаеш. Ама ништо црна ова? Не. Ај, вакво нервни јас. Нешто за сјај. Гламурозна да бидеш. И ти одговара на бојата на косата. Значи чувај си го. Читаат мисли од напред. Точно. Прво ја гледаат емисијата, па знаат што треба да стане.
и овие бои кои што идеално ќе ти одговараат. 4 ком. Значи, чувај си ги сите работи, особено ова на број, затоа што ни влада, дури го немам. Враќај. И добиваш гратис кесичка за себе тие работи. Благодарам. И една парфемче од Нина, речи моето Милана, ќе си мирисаме исто. Исто? Да, може да си го. Можеш да си го. Можеш и да не испрскаш ако сакаш. Се шалам. Како да се наместам? Ај, патлиџан. Не е патлиџан. Ладо. Да малку. Патлиџан. Грант мириса на кетчапче. Лажам, одава мириса. Знаете што? Малку многу се заматкавте. Добро. Ајде дојдеме да се облечеме. Иди облакај. Пошто мене секако не ми дозволиш да ја облакам, јас ќе морам да седам тука и да чурам без веза онака. Леле, ги погреш и ки си. Не, раскажи. Сега како е? Патлиџанот во торба. Торбата во кеса. Кесата на невестата. Чекам. Вау! Погледнете го овој изглед. Да, токму така, екипата на Комплетно нова успешно ја заврши и оваа задача. За еден ден го постигнавме ова. Направивме комплетна трансформација на оваа девојка. Направивме промени што од секогаш ги посакувала, но никогаш не се случиле. А сето тоа благодарение на нејзината мајка и нејзината желба да ја изненади својата ќерка со учество во Комплетно нова, само на еден ден пред нејзиниот роден ден. За да го споделиме ова заедничко задоволство, отидовме на представување. Се дружевме со најблиските на Ивана во кафе Барбариста во центарот на градот. Сега гледаме на кого е толку нестрплива оваа девојка, па на мама, која со нетрпение очекуваше својата ќерка цел ден. Секако, тука беа присутни нејзиниот дечко и неколку пријатели. Ајде некако овде. Вау, ефектот повторно е постигнат. Сите едногласно се сложија дека ова е супер изглед и феноменална промена. Одличен. Супер си. Браво. Значи, мојот подарок роденденски се сплатеше ден. Утре е роден ден и овој е роденденскиот поклон од мама. Фала, мама. Ајде си. Ева ќе дам да ја гушнам, мама. Ивана, шибо ја гледа мама. Леле, многу е убава. Фала ви многу, стварно е многу. Може ли се уручим? Сега вака стало. Стало. Мама е презадоволна и многу благодарна на овој изглед, но и вели дека ова е првото најголемо кратење на косата на Ивана. Феноменално. Затоа што тоа го направи. Она од мала е со дугачка коса, постално со дугачка. На 3 години имаше коса до појас. И така да ова е прво, мислам, толку кратко шишано до сега мизините 22 години. Али феноменално е. Кој е дечкото? Јас. Да? Кога ќе има свадба? Ја за свадба не сум размислил да бидам искрено, ама има време, ќе видиме, не е што. Зашто не се кладеш со мене? да. Се кладевме што ќе каже и точно погоди што ќе каже. Рано е. Рано е. Те гледам. Имаше една песма што може да оди со прилика. Марко? Рано е да се брзо. Не, сега често дечкото, еден од ретките дечкоци што доаѓаат на прием. И зашто нема да доаѓаат понатаму, затоа што ти зема и го испозастраме годината и сега Не, тоа беше дојдат. опфано прашање, значи прашам, што правите, како ги правите, ќе се правиле нешто, ето вика он ќе каже, рано е.
Сакаше да се клади, ја не сакам да се кладам, да се кладевме. Со многу насмевки погледи својот позитивен став го сподели и дечкото на Ивана, кој имаше најмногу храброст да се појави на снимање на емисијата, за разлика од сите други дечковци од преходните кандидатки. Ивана е задоволна и убаво и помина денот, но одеднаш почна да се жали на својата мама. Екипа дека нема врска, ајде кажам што. Не знаете што ми правиш, не знаете колку ме малтретира. Цели 3,5 сати мислам дека сум зелена во главата. Ете тоа ми го направија. Мамо, кажи, мамо. Баш ти димичава саксија растана, па ни веруваш. Прекрасно. Погледаш што ги напија? Мало макијат и чаша. Да, нели, бариста, ја мисле батериста. Она се мислеше дали ќе стоја, ама супер. Јас да ти кажам најискрено до преска ваква сум била, да не ги измалтретираш многу луѓе. Знам каква си. И кога го ја слушнав и кога ми рече дека е одлично, ми олесе. Стварно ми олесе. А бев у комшина кафе, Зашто те се слуша на видео? Па да падну несвест, па да не ми дојде во емисија. Мислам, па добро, па преска вода, додека ще ми ингаше. Сам нема звук тогаш. Штета. Да. Шубав роденденски подарок. А сега, за долги и убави спомени се фотографиите, а за ниво комплетно нова се грижи најдобриот од најдобрите, Владо Георгиев. Одиме на фотосесија во неговото студио, каде што не чека коктел мајсторот Васко и неговите прекрасни коктели. Уште една помината емисија на комплетно нова, уште една успешна трансформација, уште еден поминат ден, некому обичен, а некому многу посебен. Ивана е презадоволна и исполнивме многу желби, а се започна исполнувајки само една и тоа она на незината мама, која посака да ја изненади својата керка на само еден ден пред незиниот роден ден и ја пријави за учество во комплетно нова. Доколку сакате вие ваков третман или пак да изненадите некој, не двоумете се да се пријавите за учество во нашата емисија, но право имаат само полнолетните. Го знаете начинот, ќе ви држам палци. Среќно! Вода, јас би кажала нешто, ама иако сувам ми е грлот. Знам што сакаш. Васко да викнеме? Да. Ела да се. Ајде, поведете. Што поведете, што си прават? Тоа е Virgin колада. Спарки колада и другото? И тоа е Мартини. Чисто. Ке го пробам. Ајде. Васко? Мартини. Добро бе, добро, се начукаш. Значи, емисијата ја завршуваме со овие коктелчиња што се направени од вас. Благодарам до него. Да се заблагодариме и на Бојана Танасовска, која што се потруди да изгледам мака, и Студио Грейс, генералниот спонзор Ардеко и Алфа Парф Милано, и сите останати што помогнаа оваа емисија да се реализира. Чао! You're just too good to be true.